Пред се, јас никогаш не би разговарал со Немица. Јас со никого не би разговарал, ниту преговарал со името. Ние мораме да застанеме за нешто што е битно. Ние поđаме од премисата дека оно што грците го правеле и го прават се уште со нас е фактички геноцид. Тој геноцид постои повеќе од 2000 години. И атаката на грчката држава и грчкиот народ и Грчката академија на науки врз нашето име е отворена војна кон нас и тоа е чист геноцид токму онаков како е што е дефиниран во Повелбата на Обединетите нации за човечките права. И од тој аспект јас никогаш не би седнал да разговарам ниту со Немец, ниту со било кој друг. Ние мораме едноставно да речеме вака, господине Томич, дека за името и за македонскиот идентитет нема ништо. Грците мораат да признаат дека имаат вршено геноцид врз македонскиот народ, не само во периодот од граѓанската војна од 45 до 49 година. Не само во периодот меѓу 20 и 24 година, кога се преселија толку стотини илјади македонци надвор од Беломорска Македонија. Не само во периодот на Букурештскиот договор или Индеското востание, туку назад во сите оние периоди кои што тие пополека ги освојуваат тие простори каде што живееа македонските луѓе. Од тој аспект, единствен услов кој што јас би им го препорачал на македонските политичари да го постават, а за тоа треба да се има и храброст, и доблест, и знаење, треба да биде ова. Грците, пред да било што прават со нас, мора да признаат дека имаат извршено врз македонскиот народ геноцид, мора да бараат прошка од нас самите и мора тогаш да сватат дека постои Македонија и македонски народ, дека тие се ден денес окупатори на огромен дел од македонската територија и дека кога и да е, тие ќе мораат тоа прашање да го се случи како австралијанците што им се извиниле на абориджините